Почитувани граѓани, почитувани представници на медиумите, дозволете ми направо сакам да се заблагодарам за целокупната поддршка пред се на вас медиумите во поглед на вчерашната јавна расправа поврзана со законот за јавното обвинителство. Како претседател на Комитетот за политички систем, сакам најнапред да искажам благодарност и до политички партии и до вас медиумите, затоа што сметам дека е многу важно да законот за јавното обвинителство го носиме со консензус, го носиме со инклузивност и пред се го носиме со јавност. Драго ми е тоа што оваа верзија на законот за јавното обвинителство е од април 2025 година ставена на ЕНЕР на влада. Од февруари месец оваа година е во собраниска процедура, каде што ги почитуваме сите рокови, но истовремено направивме и јавна расправа, бидејќи е закон од реформската агенда, бидејќи е закон со кој што се доближуваме чекор поблиску до остварување на таа реформска агенда и до Европската унија. Тоа е добро за Република Македонија и се надевам дека овој начин на носење на закони, оваа транспарентност ќе биде минимум услов за некој следен собраниски состав, ќе носи некој следен закон за јавно обвинителство. Во текот на вчерашниот ден беа поканети многу невладини организации кои што ја обработуваат темата како правосудство, беа поканети професори, беа поканети јавни обвинители, беа поканети судии и адвокати и ние како пратеници имавме можност да ги слушнеме сите предлози и сите забелешки од различните страни, вклучени во процесот каде што лекс специјалис и лекс генералис представува законот за јавното обвинителство. Од она кое што сакам да ви информираме тоа дека во текот на вчерашниот ден, после завршување на јавната расправа, имавме понесено 13 амандмани од ДУИ, 10 амандмани од СДСМ и 4 амандмани од политичката група на ВМРО ДПМН и коалицијата. И истовремено имаме најава, односно најава дека ќе имаме и комисиски амандмани на самата седница. Утре е второто читање на овој закон. Од она што можев на прва да го видам, во текот на денешниот ден ќе имаме координација, но има амандмани кои што се прифатливи и тоа е добро, бидејќи процесот на инклузија мора да биде приоритет за овие законски решенија. Ние можеме да се делиме на повеќе работи, можеме да имаме различни политички ставови и гледање на работите, но кога се работи како закони, како јавното обвинителство, кога се работи за судството, за надвршната политика, ние мораме како држава да имаме унисон став, ние мораме да го градиме низ инклузивен процес, а јавната расправа, впрочем, е тоа. Благодарам на сите оние кои што беа директно или индиректно вклучени и сметам дека во идниот период, како што имавме претходно јавна расправа за законите за јавната администрација, имавме јавна расправа во Комисијата за законот за кривична постапка и во следниот период ќе продолжиме со овие јавни расправи, бидејќи добрите законски решенија ги носиме пред се заради нас, но и заради остварување на реформите и заради добивањето на потребните оценки од страна на оние кои што не оценуваат, а тоа е Европската унија. Ви благодарам, дали имате прашања?